За оние што не им беше јасно. Сега јасно ви е зошто судството и обвинителството имаат 2% доверба и тоа им е многу. Бегалецот Артан Груби ни еден ден не одлежа во шутка, ама барем си остана на зборот. Рече дека ќе се врати и се врати. Кој можеше да поверува дека тоа утро во декември 2024 година, кога со дипломатско возило замина од Блаце да заврши некоја работа, дека нема да се врати? Не е Артан таков. И ете, од каде што дојде, се врати. Груби очигледно се спремал што прво треба да направи кога ќе го приведуваат, а тоа е да го стави шалчето на лисиците. У реду е Артан, не приметивме дека имаше лисици. Прво што Груби направил кога влезе во шутка на кратко, се пожалил на затворските служби дека не се чувствува безбедно. Душа таа обесправена. Еве, за да биде безбеден, обвинителството побара, а кривичниот суд експресно прифати тој да замине во домашен притвор. Гарант во шутка немало фудбалчиња и кошеви, какви што имаше во неговото министерство и на кој играше со неговите другарчиња од партија. Нормално е Артан да не се чувствува безбеден во шутка. Затвор е тоа, не е Химаре во Албанија, каде уживал. Не се чувствуваа безбедно ни сите оние кои заглавија таму поради судиите, кои беа инсталирани од ДУИ сиве овие години. Ета, нека се присети Артан дека поради него многу луѓе не се чувствуваа безбедно, меѓу кои јас. Во 2011 година, кога Артан беше обичен водач на шверцерите и кадар на холандската амбасада, маваше со камења кон новинарите затоа што се прочу муабет дека на Кале ќе се гради црква. Артан уште од тогаш имаше разбирање за меѓуетничките односи. Кога ќе ми текне какав му беше курчот на Груби додека беше во власт со СДСМ и треба да му биде страв некој да не му направи нешто во притвор. Кога леташе орли по телевизии и нас ни беше страв. Затоа сега ќе има доволно време да размисли како со другар му препарим од лотарија направија приватна фирма на ДУИ. Може и ќе му се јави и тој да се предаде. Лабаво е, не се иде во притвор. Кога може Артан шутка да ја замени со Чаир, зошто да не може и препарим? Со овие од 2% се е можно. Тука да го прашам тој обвинителот, Даниел Чинам беше, зошто му одреди домашен притвор на Груби? Зошто го мачиш човекот? Можеше и да го пуштиш на слобода. Ама земен му бил пасошот. Бре, голема работа. Па тој кога бегаше преку Блаце првиот пат, не го употреби пасошот. Убаво извикуваа фановите на Груби кога го испраќаа дома. О, Кинг, о, шефе. Нови ветришта дуваат од Брисел. Она што досега делуваше како невозможна мисија, тоа е некоја од земјите од регионот да стане во скоро време членка на ЕУ, сега делува возможно. Но немојте да мислите дека тоа го прават од љубов кон Македонија, Албанија, Црна Гора, Србија. Нема тие емоции кон никого, ниту срам ни перде. Се работи за чист интерес. Во моментов интерес на Европската Унија е Украина да биде примена, бидејќи е дупка без дно и оти мора да биде внатре за да има колкава толкова контрола врз корупцијата во Киев. Затоа ЕУ, за да не биде критикувана дека преку ред ја прима Украина, која е во војна и без дел од територијата, сака да се испере баре малку и размислува да ги прими Македонија, која е вечен кандидат, и Албанија и Црна Гора, кои реално најмногу напредуваа во преговорите како втора лига членки. Ке влеземе во ЕУ, но ќе немаме право на вето, на глас, на комесар. Ќе немаме ништо, но ќе бидеме на масата, наместо на менито. Во превод за иста цена, а тоа се уставните измени да прифатиме послаба награда, а тоа е какво такво членство во ЕУ. Тоа е, кој можеше да предпостави пред 4 години дека од мирот во војната помеѓу Украина и Русија ќе зависи нашето членство во ЕУ. За крај на овие 5 минути да ги пофалам ВМРО и СДСМ. Двете партии со неприсуство во комисијата ја блокираа резолуцијата за поддршка на водачите на УЧК да влезе во собраниска процедура. Случајно или не, за Артан Груби се говореше дека бил преведувач во жолтата куќа на Хашим Тачи. Чудни се патиштата Божи, а и правдата која е спора и се надеваме достижна.